Благодарам, почитуван колега, почитувани министри, шефови на делегации, дами и господа. Дозволете ми најпрво во мое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија, да се заблагодарам за поканата за учество на четвртата министерска конференција на Пражкиот процес и воедно да искажам важноста да се биде дел од ваков миграцијски диалог во време на големи предизвици. Како таргетиран миграцијски диалог и процес кој го промовира миграцијското партнерство помеѓу земјите од поширокиот регион на Европа, Централна Азија, Источното партнерство и надвор од него, ова иницијатива за соработка имаше за цел зајакнување на соработката во управување со миграција, утврдување на долгорочни начела и елементи за тесно миграцијско партнерство, користејќи при тоа сеопфатен, балансиран, прагматичен и оперативен пристап. Она што започна како проект за градење миграцијски партнерства во 2009 година. Денес е процес на соработка, соучество на 50 на држави и партнери со заедничка цел и заеднички пристап. Според најновите податоци, миграцијските текови бележат отпаѓање од околу 80%, но Северна Македонија се уште е атрактивна транзит земја како дел од западно-балканската рута која станува потенцијално ново жариште за мигрантите. За таа цел, главни приоритети во МВР на Северна Македонија во оваа област се спречување на нелегалната миграција, сузбивањето на кримчарење на мигранти и трговија со луѓе како најактуелните прашања кои се неминовни. Тука ќе повторам, потребен е заеднички пристап за заеднички проблеми за да стигнеме до заеднички решенија. Континуирана меѓународна соработка на дополнета со оперативна соработка ќе придонесе до зајакнато управување со границите и подобра контрола на граничните премини. Дополнително за уште поефикасно справување со илегалната миграција потребна е промоција на доброволно враќање и случување и спроведување на договори за реадмисија со земјите на потекло. Севкупната соработка во однос на прашањата на враќање и реадмисија со земјите на потекло на мигрантите генерално не е на највисоко ниво. Процесот на идентификација на лица е многу спор и неефикасен. Во Република Северна Македонија не постојат дипломатско-конзуларни представништва на голем дел од земјите на потекло, а некои од овие држави имаат само нерезидентни представништва. Како резултат на тоа, во најголем број на случаи, нашите барања за добивање на информации во однос на утврдување на идентитет на мигрантите се одговорени со големо задоцнување или воопшто немало одговор. Од статистички аспект во 2022 година регистрирани бројки во областа на илегалната миграција, криумчарење мигранти и трговија со луѓе покажуваат пораст во споредба со истиот период минатата година, но исто така намалување во споредба со 2020 година. Во периодот јануари-јули 2022 спречени се вкупно 12.803 обиди за илегално минување на државната граница, што представува зголемување за плюс 7% во однос на истиот период лани, но и намалување од 27% во однос на истиот период од 2020 година, кога биле откриени 17.652 обиди. Низ годините приливот на мигранти имаше своји пикови и падови, како и други промени во трендови предизвикани од различни фактори. Дел од нив се циклични и очекувани, како например промени предизвикани од временските услови или мерки за справување со пандемијата, но дел се предизвикани од други надворешни фактори на кои ние како држава за жал не можеме многу да влијаеме. Пред се ова се однесува на состојби и промени во земјите на потекло и на земјите транзит во регионот. Како например еден од резултати во последните месеци е нагло зголемување на мигранти од Сирија, при што само во последните 2 месеци регистрирани се 2073 обиди за илегално минување на мигранти од Сирија. За споредба во текот на целата 2021 година беа откриени 2600, а во 2020 2680. Во 2019 година само 1156 беа мигранти од Сирија. Имајќи ги предвид актуелните состојби во Сирија, извештајот на Обединетите нации од пред ден-два, веројатно е дека овој тренд ќе продолжи понатаму. Очигледно е дека за справување со зголеменото движење и воопшто со миграцијата не се доволни само национални мерки, туку продолжување и натамошно зајакнување на заедничкиот пристап на засегнати земји која вклучува оперативната соработка, поддршка во јакнењето на националните капацитети и најважно од се соработката со земјите од потекло. Во однос на приоритетите на МВР би сакал да истакнам
и натаму дека останува ефикасната меѓународна соработка, односно продлабочување и одржување на меѓународната соработка со земјите од регионот, со земјите транзит, со земјите од потекло и со агенциите на Европската Унија, пред се Фронтекс, Европол, ЕАСО и агенциите на Обединетите нации. Задоволство ми е да информирам овој ценет форум дека сме во финална фаза пред подпишување на статусниот договор со Европската агенција за гранична и крайбрежна стража, преку кој дополнително ќе се зајагнат безбедносните капацитети и ќе се интензивира таа европска и регионална соработка. Уверен сум дека операционализацијата ќе придонесе кон зголемување на граничната безбедност на национално и на регионално ниво. Безбедносната состојба на државните граници во овој момент е генерално поволна. Заради одржување на таква состојба и за соодветно справување со евентуален иден масовен прилив, секојдневно преземаме низ на мерки и активности. Продолжено е време трајањето повторно на кризната состојба на подржањето на јужната и на северната граница и овозможува непречено користење на сите расположиви национални ресурси и капацитети. Исто така, декември 2015 година, па наваму, на јужната граница континуирано се имплементира меѓународна заедничка операција со помош на ИОМ и во оваа прилика сакам посебно да се заблагодарам на земјите кои што учествуваат, пред се Чешката република, Австрија, Словачка, Унгарија, Полска, Словенија, Хрватска и Србија. Со максимален број од 160 полицајци во една ротација, а која од март 2016 година е поддржана од Европската комисија. Во тој поглед Република Северна Македонија интензивно ги следи и ги поддржува меѓународните иницијативи за справување со предизвици кои се поврзани со ова или сите сродни области и покрај тоа активно учествува во спроведување на нови договори на национално, регионално и глобално ниво. Зголемената безбедност на границите, безбедноста на самата територија на секоја земја поединечно е од заеднички интерес за сите нас. Ми представува особено задоволство што акцијскиот план за периодот 23-27 во голема мерка ги рефлектира приоритетите на МВР на Северна Македонија, кои ги тангираат областите на управување со миграција, а декларацијата која денеска ја усвојуваме е показател за нашата заедничка перспектива. Дозволете да завршам со тоа што ќе ја пренесам посветеноста на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија да ги спроведе активностите за имплементација на акцијскиот план 2023-2027 во рамките на овој прашки процес. И благодарам на вниманието.